Сабота са бајле, си ја чистам гаражата, си уживам, лабаво, размислувам кој е следниот зафат што треба да го направам на колите и одеднаш зафатот си тропна сам на врата. Буквално. Јапонската Toyota Celica. Јапонска дека е на Јапонот, ама и дека е направена во Јапонија, не е важно. Оно што е важно, благодарение на нејзиниот собственик, оваа кола е најпознатата Celica на Балканот. Толку позната што слики од неа се искористени дури на AliExpress. Како и да е, прв предизвик сам по себе е да ја поставиме колата на дигалка. Ако мислите дека е лесно се клај ниска кола на дизалица, ја гледајте, не е лесно. Ако имате ниска кола или сте имале ниска кола, знаете колкав проблем е да се постави колата на дигалка, бидејќи рацете од дигалката едноставно не се доволно ниски да влезат под кола, што значи колата мора да ја подкренете на нешто. И обично луѓето користат некои пластични рампи или метална рампа или импровизирано таски колку да застане малку колата повисоко за да може од рацете од дигалката да влезат под неа. Сум ги пробал сите опции и спрема мене мислам дека најдобра опција се овие гумени плочки. Овие се плочки што може да ги најдете на игралиштата за деца, во теретани и слично. Буквално е компресирана гума. И интересното со нив е што се толку практични што можам да ги наредам било како. Можам да ги ставам најниско на неколку сантими, да ги наредам една на друга, да добијам по голема висина. Можам да ставам уште повеќе ако сакам, 3-4 да наредам, да сменам агол на кревање, сакам пострмно, помалку. Исто друга добра работа кај нив е што кога ќе застанат под кола, служат да заштитат ако падне алат или ако нешто истече, паѓа и тече на нив, не на плочка. И исто многу практично е што се лесни и практични за складирање, буквално се редат едно на друго, дури на моменти ги користам како столче, онде во ќошот не смета и се буквално модуларни за користење, така да ги користам веќе многу години, некои 100 пати имам ставено кола на нив, се нема растурено или растрошено или скршено, така да спрема мене ова е најдобар начин да кревате ниска кола за надигалка. Јапонскава Celica добива голема трансформација за 2026-та. Јапоне, што правиме денес? Почнуваме со местење на white body, најстрашното сечење на крилот. Значи, никогаш немаме местено white body kit на кола, што не прави 100% квалификувани за работата. Ама нема потреба од страв, пошто помага ако колата не е твоја. Прва работа, треба колата добро да ја испрана, за да убаво ги заштитиме крилата, во случајов не е добро испрана, пошто многу врнеше. Ама затоа ќе ја исчистиме пажливо со влажни марамчиња. Ниједна гаража не е комплетна без влажни марамчиња. За ваква употреба најдобро се користи трака што не е многу леплива. Значи најмалку леплива, наједноставна креп трака, пошто може подолго време да стои на колата, не сакате да ви се залепи за бојата, односно лакот. И нормално помага ако користите трака што може да ја одлепите на прво место. Евентуално траката успеавме да ја профункционираме и да продолжиме со работа. Чекај. Моето залепено. Не сум завршен, не сум пришao. Од Јапона за Овде пане, не пеше да не леш. малце крпенци прави човекот, ама нема врска, окей, ќе си брка.
ме мести овде горе тој лепеш. Јас капеници не ставав. Па вие, кажи ми се јас никога. Не знам тоа кој. До овде беше. Не знам. Види го па лад. Ова кој го правиш овде? Тоа јас, па ви ти. Добра, 50-50 ќе земеме белјата. Види го бе. Намерно донајбевме тука, ми квада накви грешки и кога се вративме да ми Што ме оставаш сам да работам на тоа кола. Треба да знаеш порно. Крилата ги заштитивме, време е да видиме како бодикитот од прилика лежи на кола. Бидејќи бодикитот доаѓа со по неколку парчиња за секоја страна, решивме да ги споиме за да улесниме монтажата и да се осигураме дека ја следат линијата на колата. Овој бодикит е дизајниран да лежи на фабричките браници и прагови, но бидејќи на колата веќе има aftermarket браници и прагови, потребна е мала корекција на бодикитот. Фини нешта. Замисли ни што поминуваат луѓето што работат со лимарија. Размислете, секој ден. Со пластика. Сега, може да сме по-запај. Да не најдеме турка. Сакаш да имаш често ти да се Не, баба. Иди горе с мали. Така сега, да? Јапонот сака од преѓе големи и црни. Да. Штрафови. Штраф. Еве голем и бел. сив. Маска, бле. Што поголем, то поубав ти велиш. Вади се. Great success. I like. Very nice. Предниот дел го наместивме привремено и продолжуваме на задниот дел со истите чекори. Додека го изолираме задниот дел, сакам да ве прашам, дали продавате возило? Или може би сте во план да купите возило? Доколку сте, тогаш дефинитивно посетете го vozi.com. Vozi.com е професионален огласник за возила. Брз и едноставен за користење доколку огласувате, сите огласи се со темелен опис, слики и цена доколку пребарувате и што е најважно од се, бесплатен е за користење за сите. При бележење на линијата за сечење, почетната точка ја знаеме спрема лежењето на бодикитот. И од тука бележам неколку точки со иста дистанца од почетокот кон средината на крилото, а потоа ги поврзувам со линија за да добијам прецизен лак. Океј, задниот дел ни е бележен. Од прилика знаеме кај завршува бодикитот. Од таа нула ќе извлечеме малце од браникот, дел од крилото. Би требало да е доволно. Ќе сечеме малце помалку, ако треба уште, ќе досечеме накнадно. Напред е бележено, назад е бележено, спремни се за сечење. Јапонот ме остави сам да работам. Отиде нешто со игли требало да се боде, појма немам што. Тоа може да му биде најубава или најлоша одлука во животот. Ќе видиме за кратко.
Океј. Следен чекор да изчистиме малце и ќе треба внатрешниот дел на крилото да го сечеме на ленти за да можеме подобро да го свиткаме и да го завариме за надворешниот дел на крилото за да направиме еден убав лем, еден убав спој да не влегува влага и ѓубре и така натаму. Една брзо ретроспектива да направиме. Во принцип двете страни ни се исечени. Овде треба уште малце фино да го обработиме крилото. Меѓутоа овој дел е добро исечен, останува уште да избушиме за штрафовите за бодикитот. И во принцип тука сме окей. Да видиме назад. Задниот дел исто ни е спремен горе-долу, надворешното крило исечено, внатрешниот дел е исечен, на парчиња и свиткан. Сега тука идејата е надворешното крило и внатрешниот дел да ги споиме, буквално да направиме исто како фабричкиот момент, каде што ќе биде затворено, да не влегува влага и ѓубре. Тука има три опции кои може да ги изведеме. Првата е, многу луѓе го виткаат внатрешниот дел нагоре, и со поп нитна го стегаат за надворешниот дел. Втората опција е да го завариме целосно од крај до крај, надворешниот и внатрешниот дел. И третата опција што мислам дека ние ќе направиме комбинација, а тоа е ќе ги завариме само парчињата точкасто, колку да се спојат надворешниот и внатрешниот дел и ќе ги изолираме со соодветен силикон да направиме да нема простор, да не влегува влага и ѓубре. Таа опција ми звучи мене најдобра во моментот. Ете го бе, јакузата се врати. Тука сме готови скоро при крај. Варење и финеса ќе одиме кога ќе ги завршиме сите 4 страни. Мој предлог е да фатиме предна десна сега и после задна десна и После да завршим. да завршиме целосно со сите варењето, дупките, попнитните и се остало. Супер. Држиш? Лего еден. Имаме гости. Дани? Не, подблажи. Дани од кран. А не си? Благо кафе. Како тако на визита? Ако случајно идете да не посетувате, вака да дојдете. Ова е минимум барање што треба да исполните за да дојдете. Ефтини сме. Не е ефтино, да. Страшно, ама без виетници не идете. Кафето и благото убаво ни легна, ама време е да се вратиме на работа. На десната страна ги повторуваме истите чекори како и кај левата. И овде 5 мм. 4,5. Да бидеме 100% сигурни. Овде сме 4,6. До 4,6. До милиметар. до милиметар точно, до милиметар. До милиметар точно. Ете, значи ја сам да поработам на колата. Масте панката ќе пресадвал кос, што да му пре. Затоа си го викнав Стефан, ќе им помоги за кочиците, ќе ги справим малку нагибот и плюс ќе си го викниме црниот да ни извари да не ги пунктира. Венците, после ќе се заштити, силикон
и ќе се постави замуток. Вујче! За жал, косата што ја сакав ја нема на залиха, па успеав да се вратам порано да завршим уште некоја работа. Сатот е 11:15 на вечер. Полноќ ќе не фати сигурно. Јапанот си ја гланца колата. Да знае жена му шо прави, нема да и се верува. Да гланца дома вака. Вака да гланца дома ова време, ќе нема ко него. Доста. Силиконот што користиме е од Wurth Bond Plus Seal MS. Во принцип намената му е индустријски лепак и изолирач. Така да. Се надевам ќе се брка работата. Сношти работевме до полноќ, брзавме да стигнеме да ја изолираме, да го изолираме задниот дел со силикон, бидејќи на силиконот му треба 24 часа да исуши правилно, а утре колата треба да оди на пат, бидејќи следниот зафат е воздушна суспензија. На колата ќе биде инсталиран и Air Ride Kit, така да се надевам денес тоа што ни остана ќе комплетираме, а тоа што ни остана е треба да избушиме дупки за задниот дел, да наместиме нитни, да ги заштрафиме парчињата, да видиме дали се лежи како што треба, ако некои корекции се потребни да коригираме, да закопчаме се и да биде спремна колата утре да оди на пат. За да ги заштитиме дупките кај што бушевме, исто и кај што сечевме, да не останува гол метал, пошто сепак ќе влегува влага и ѓубре, паметно е да се прсне малку со барен праймер, односно шприцкит, колку да се заштити дупките. Наједноставно е малку праймер во чашка или во капачката. И со чепкалка за уши убаво да се исполни дупката. Двете предни крила секако целосно ќе се фарбаат, но до тогаш не е на одмет да бидат малку заштитени. Кога доаѓа до фиксирање на работи, многу луѓе сакаат да користат поп-нитни за бодикит, за да го прицврстат за крилото. Меѓутоа, јас не сум фан на фиксирање на одредени работи кои треба да бидат наменети да се извадат и би сакал да сум можност да го извадам доколку има потреба да се сервисира нешто или да се поправи ако се скрши, да се врати назад. И за таа цел ние ќе ги користиме овие мали нешта. Овие се нитни завртки, ако можам така да ги наречам, ривнац. Во принцип имаат иста улога како поп-нитна, меѓутоа оставаат внатрешен навој на кој што може да се стави штраф и да се стегне надворешниот дел. Ќе ви покажам сега како изгледа нештото во акција. Да речеме, ова е крилото кај што треба да го наместиме бодикитот. Правиме дупка, едноставно влегува внатре и се користи ова мало алатче. Ова алатче може да го најдете на многу места, од кој вклучително и на тему, и доаѓа буквално цел сет, различни големини со различна алатка за секоја големина, и не се сеќавам точно на цената, меѓутоа беше некоја смешна цена, така да вреди да си го имате во гаража. Влегува како штраф, на средина се стега со клуч и се користи имбус за да се затегне во принцип и да се залепи кон парчето метал кој го избушив. Како што
го повлекувам, почнува да се витка и евентуално ќе се сплеска спротив лимот. И буквално ќе го стегне навојот перманентно. Од тука само го вадиме. Сега имаме убаво легнат навој, на кој што може да ставиме штраф и да го прицврстиме боди китот. Ставаме штраф, го стегаме и тоа е тоа. Во иднина ако треба нешто да се вади, само се одвртува, излегува и чиста работа. Нема сечење, нема нитни, нема лепење. Тоа е тоа. После 2 дена работа се ближиме кон крајот. Уште неколку мали работи и скоро сме готови. Како за прв инсталиран боди кит, мислам дека направивме добра работа. Пишете ми во коментар што мислите. Јапанот го испратив, а гаражата ми остана во апсолутен хаос. А бидејќи не трпам неред, нормално морав темелно да ја исчистам. За финалниот резултат на колата, заедно со воздушната суспензија, очекувајте од Јапанот еден тон видеа и слики. А со мене се гледаме пак за скоро. Надежно, овој пат ќе работам на моите коли. Фала на сите што гледавте. Ако ви се допадна видеото, кликнете лайк и subscribe и се гледаме наскоро. Поздрав!